Насловот на денешната проповед ќе биде големиот лов што носи страшна казна. И текстот кој ќе го разгледаме, или параболата кој ќе ја разгледаме е Матеј 13 глава, 47 стих до 50 стих. Може таму да свртите, доколку имате Библија. Јас ќе го прочитам текстот. Матеј 13 глава, 47 стих до 50. Матеј 13 глава, 13 глава, 47 до 50 стих. Пак царството небесно е слично на мрежа, фрлена во морето, која собира риби од секаков вид. Кога се наполни, ја извлекоа на брегот и седнаа, па ги собираа добрите во садови, а лошите ги изфрлија. Така ќе биде и на свршетокот на векот. Ангелите ќе излезат и ќе ги одделат злите од среде праведните и ќе ги фрлат во огнената печка. Таму ќе биде плач и чкртање на заби. Оваа парабола е наречена параболата на мрежата и ќе видиме три вистини од овој текст, три вистини од оваа парабола, што Господ ни ја кажува. Првата вистина ќе биде ангелскиот упат, ангелскиот влез од 49 стих. Втората вистина ќе биде големата разделба и третата вистина ќе биде ужасната казна. И ќе завршиме со заклучок и примена. Оваа глава на Матеј 13 глава во Евангелието е последната парабола, овој текст, и воедно е и седмата парабола од поглавието. И во оваа глава има 7 параболи кои разговараат или го објаснуваат Царството Божјо од поинаква перспектива. Господ Исус почнува да користи параболи или оваа литературна форма во овој момент во неговата служба. И посебно оваа парабола, последната или седмата, ја поврзува со Божјото царство и конечниот суд, или крајниот суд. Параболите како литературна форма имаат со цел да направат споредба или аналогија на две работи. Се еден вид на фигури или метафори кои може да назначат или да посочат многу вистини. Како литературна форма параболата е вид или говор на мудрост. И гледаме од службата на Господ Исус и од синоптичките евангелија дека во овој момент Господ Исус почнува да користи друг тип на литературна форма, а тоа се параболите. И кога ќе го видиме контекстот, гледаме што се случува, дека Господ Исус почнува да ги користи параболите со цел, и тоа ни го кажува во 13 глава, со цел од една страна на тие луѓе што се бунтуваат и што се гневни кон него и кои почнуваат да го хулат Светиот Дух, што се случува веќе во Матеј 12 глава, параболите имаат со цел уште повеќе нив да ги затемнат, да ги заплеткаат и да ги донесат до конфузија. Тие што имаат тврди и закоравени срца, параболата се еден вид на суд, уште повеќе да ги затемни нивните срца и да ги закорави, доколку тие не дојдат до покаяние. Од друга перспектива, пак параболите на тие што им се отворени очите, на тие што го следат Исус, имаат со цел да ги интригираат уште повеќе, да ги донесат до интерес, тие да се продлабочат и да прашаат што значи ово, те молам објасни ми. Имаат со цел исто така тие што имаат отворени очи да ги пораснат во верата.
Значи, параболите како литературна форма, Господ Исус ги користи од една перспектива да открие вистини, а од друга перспектива да сокрие. У исто време и да омекне срца, и у исто време да закорави. И тоа се случува и со Божиот збор. Божиот збор на некои луѓе закоравува, ги стврднува, ги запечатува во нивната бунтовност, а некои луѓе ги омекнува. Истиот збор, истата вистина. И Господ Исус во оваа парабола користи позната слика од животот тогаш. Тоа е сликата на рибарење или сликата на риболов. Знаеме дека Андреј, Петар, Јаков и Јован биле рибари по професија. И многу запознаени со овој занает, од тоа живееле. Можеме да кажеме и дека повеќето што го следеле Исус биле рибари. И интересната работа е зборот што се користи овде за мрежа, есенгене, што значи мрежа која се влече. Ова не е типична мрежа која се фрла и се остава, него ова е мрежа која се влече. И ваквиот тип на мрежа тогашно време се врзувал на еден крај од брегот и се влечал со брод, од која ќе се врзе едниот крај, другиот крај почнувал да се влече во водата или во езерото или во морето. И оваа мрежа имала доле тегови, а горе имала пловци. И како што се обтегнувала, нели како што бродот одел во длабочината, така се обтегнувала мрежата и се ширала. Доле паѓала, горе останувала. И се формирало еден тип на ѕид. И мрежата можела да се растегне дури и до 800 метри во водата. И откако ќе се растегнела целосно, бродот или чамецот почнувал да се движи во круг. И како што се движел во круг, почнувал и се насочувал да се врати кон првенственото место, тоеш каде била закачена мрежата. И во ова движење, оваа формација на ѕид, мрежата фаќала се во незиниот опсек. Фаќала се риби, растенија, предмети, ѓубре, се што било во тој опсек, каде што мрежата била обтегната, било собирано. Ништо не можело да помине. И откако рибарите ќе собереле мрежата, седнувале и почнале да ја чистат. И овој бил бавен и внимателен процес. Требало да не се скине мрежата и требало да се извадат добрите риби, а све друго да се отстрани и да се фрли. И Господ Исус ја користи овој тип на рибарење да направи аналогија со Божјото царство. Божјото царство е еден тип на мрежа. Тоа ни го кажува параболата. И може да издвоиме два аспекта од овој текст. Како Божјото царство е една мрежа. Има сегашен и денешен аспект. Божјото царство е мрежа која се фрла. Божјото царство преку Евангелието денес доаѓа и ги допира луѓето. И не само што ги допира, ги фаќа. Некои се фатени за спасение, некои се фатени за суд. Тие што го имаат Евангелието не се осудени дури и денес. Но тие што го немаат Евангелието се веќе осудени. Но идниот аспект е тој што е посочен во оваа парабола. Господ Исус ни кажува дека Божјото царство еден ден ќе дојде во сила и како мрежа ќе ги фати сите луѓе. Тие што го имаат Евангелието ќе бидат спасени, а тие што го немаат ќе бидат осудени на вечни маки во пеколот. Ајде да видиме првата вистина, што ни кажува Господ Исус. Првата вистина е од стихот 49. Господ Исус вика, така ќе биде
и на свршетокот на векот или свршетокот на светот, ангелите ќе излезат. Првата вистина што ја гледаме е дека ќе има ангелски упат, ќе има ангелски влез, ангелска интрузија во овој свет. Ова слика на ангели кои влегуваат во овој свет и собираат луѓе, исто така се наоѓа и во втората парабола на Господ Исус во ова поглавје, тоа е параболата на каколот. И во Матеј 13 глава 41 стих Исус вика Синот човечки ќе ги испрати своите ангели и тие ќе ги соберат од неговото царство сите соблазни и тие кои вршат беззаконие. Истата слика имаме и во Матеј 24 глава од 30 до 31 стих. Господ Исус вика: во тоа време, на крајот, Синот човечки ќе се појави на небото и сите племиња на земјата ќе тагуваат. Ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со сила и голема слава. И тој ќе ги испрати своите ангели со силна труба и тие ќе ги соберат неговите избраници во 4 ветра, од едниот крај на другиот на небесата. Истиот концепт на ангели кои излегуваат и влегуваат во овој свет се наоѓа во Откровение 14 глава 17 до 19 стих. Ги прочитам јас стиховите, пишува: ангел излезе од храмот што е во небото, имаше остар срп. И друг ангел кој имаше власт над огнот дојде од жртвеникот и му извика со силен глас на оној кој го имаше остриот срп: испрати го својот остар срп и обери го грозието од земното лозје, зашто неговото грозие е зрело. И ангелот го фрли својот срп на земјата и го одбра земното лозје. И го стави во големиот казан на Божиот гнев. Овде очигледно е дека грозието е парабола или метафора или аналогија на луѓето. Кога ангелите ќе дојдат со срп, ќе ги соберат луѓето за суд, како грозие што се бере или собира. Во сегашно време ангелите се сокриени. Не може да ги видиме, се скриени. Но доаѓа време кога ќе се појават, ќе излезат на виделина и сите ќе можат да ги видат. И тие ќе го соберат целиот свет, сите луѓе за суд. Синот човечки ќе ги испрати овие пратеници, овие служители, овие ангели, и тие ќе ги соберат сите луѓе од целата земја. Ќе биде како една голема мрежа која е фрлена на целата земја и сите се собрани. Никој ќе не може да избега од оваа мрежа, никој ќе не може да се скрие, никој ќе не може да побегне. Ќе биде стапица на стапиците и сите ќе се фатат. И луѓето веќе нема да продолжат да прават злодела. Нема веќе да продолжат да прават грев. Земјата нема веќе да биде сцена за нивните злодела и корумпирани активности. Ќе се стави крај. Сите луѓе ќе се соберат и ќе има сопир на гревот. Во Евреите 10 глава, 37 стих пишува: за кратко, тој што доаѓа ќе дојде и нема да одолжи. И во 2 Петрова 3 глава 10 стих пишува: Господовиот ден ќе дојде како крадец и небесата ќе исчезнат со татнеш. Во сегашно време, сега, ангелите се присутни и наблюдуваат и гледаат. Ангелите се меѓу нас. И тие заедно со Господ Исус, заедно со Таткото, заедно со Светиот Дух, гледаат, наблюдуваат. Тие заедно со целата креација гледаат, наблюдуваат. Сонцето гледа, месечината гледа,
дрвејата гледаат, инсектите гледаат, растенијата гледаат, животните гледаат. И кога тие те гледаат тебе, што гледаат? Кога тие го наблюдуваат твојот живот, што може да видат? Дали гледаат како правиш грев или гледаат како правиш праведност? Дали гледаат и наблюдуваат како им служиш на своите грешни страсти или како му служиш на Бог? Што гледаат? Дали ти денес и сега се залагаш за проширување на Божјото царство или се залагаш за проширување на твоето царство? Што правиш со твојот живот? Со твоето време? Со твојата енергија, со твоето тело, со твоите очи? Кога гледаат ангелите, што гледаат во твојот живот? Дали гледаат радосно како му служиш на Бог и го славиш Него и живееш за Него? Или плачат кога го гледаат како правиш грев? Исто така во иднина, ангелите кога ќе излезат на крајот од светот, како ќе ги најдат луѓето? Дали ќе ги најдат дека прават праведност или прават злова? Господ Исус вика, кога ќе дојде Синот човечки, ќе најде ли вера на земјата? Ќе најде ли вера? И на крајот од светот, кога ангелите ќе дојдат, дали ќе ги најдат луѓето како му служат на ѓаволот или како му служат на Господ? Знај дека ангелите ќе излезат и тебе посебно ќе те фатат. Нема да избегаш, нема каде да се скриеш. Ќе бидеш фатен и донесен на суд како секој човек. И таа е првата вистина што ја гледаме од оваа парабола. Првата вистина е доаѓа време, со сигурност, каде што ангелите ќе излезат и ќе направат интрузија во овој свет. Втората вистина е големата разделба. Големата разделба. Пишува во 49 стих, ангелите ќе излезат и што ќе се случи? Ќе ги одделат злобните од среде праведните. Кога ќе излезат ангелите, ќе има голем улов. И ќе ги фатат сите луѓе. Сите луѓе ќе бидат соберени на едно место. Големи и мали, богати и сиромашни, образовани и необразовани, популарни и непопуларни, убави и грозни, добри и лоши, сите ќе бидат собрани на едно место. И во овој свет гледаме мешавина, гледаме микс на лошо и добро, на злобни и праведни. Оваа земја е една голема мешавина, еден голем микс на добро и лошо. Каде и да погледнеме, во која област, во која сфера да погледнеме, има мешавина. Има мешавина во црквата, на добро и лошо, на злобни и праведни. Има мешавина во семејството, на злобни, на грешни и на праведни. Има мешавина во општеството, во државата, во школото, во образовниот систем. Каде и да погледнеме, гледаме мешавина, гледаме микс. И за жал гледаме поголемо злобно дејство, повеќе грешници од праведни. Но доаѓа ден кога сите луѓе ќе се соберат и ќе дојде до голема разделба. Оваа мешавина, овој микс ќе прекине. Ќе има голема разделба. И оваа разделба ќе биде конечна и финална. Нема никогаш да се повтори, ниту па да се премости. Конечно, грешните и праведните ќе бидат за секогаш одвоени.
ќе има финална разделба, крајна. Во 2 Солуњаните, 1 глава, од 7 до 10 стих, ја опишува оваа разделба. Павле вика, вам на измачуваните, олеснување ќе ни даде заедно со нас, кога ќе се јави Господ Исус од небото, со ангелите на својата сила, во запламен оган, да им даде одмазда на оние кои не го познаваат Бога и на кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус. И еве го клучниот стих, и тие ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеку од лицето на Господа и од славата на неговата сила, кога ќе дојде тој во оној ден да се прослави во своите светии и да му се воскитуваат сите верни. Стихот вика, кога ќе дојде Исус, грешниците ќе бидат оддалечени или одсечени, или одвоени или разделени од лицето на Господа и од неговата слава. Тоа значи тие ќе бидат одвоени од добрите благослови на Бог, од бенефитите што тие ги имале во овој свет. Тие ќе бидат одвоени од сите благослови што ги имале. Сонцето веќе нема да свети над нив. Месечината веќе нема да свети над нив. Тие нема да можат да разладат својата жет со вода, ниту да задоволат својата глад со храна. Ќе бидат одвоени, одделени од општите благослови на Бог. Ќе бидат исто така одвоени, одделени од другите луѓе. Ќе бидат одвоени од своите најблиски, од своите роднини, од своите пријатели. Таткото ќе се раздели од синот, мајката од ќерката, мажот од сопругата, братот од својот брат и ќе нема назад. Ова ќе биде конечна и финална разделба. И најстрашното одвојување или најстрашната разделба е што овие луѓе ќе бидат одделени од најубавото, од најславното, од најдрагоценото, а тоа е Бог. Тие ќе бидат одвоени од најубавото. Ќе бидат одвоени од добрината и милоста на Бог. Ќе бидат одвоени од неговиот мир и спокој и никогаш ќе не можат да влезат. Оваа страшна разделба е опишана во Лука 16 глава, од 24 до 26 стих во историјата на богатиот и на Лазар. И ја ќе почнам да читам од 24 стих, каде богатиот во агонија извикува, во маки во пеколот, извикува Авраме, помилуј ме, и испрати го Лазар да го натопи крајот на прстот во вода и да го разлади мојот јазик, зашто сум во мака во овој пламен. Но Аврам му рече, чедо, запомни дека во својот живот ти прими добри работи, на Лазар прими лоши, но сега тој се теши, а ти си во мака. И еве го стихот кој сакаме да го потенцираме, и покрај сето ова, Аврам вика, меѓу нас и вас е поставена голема бездна, голема провалија, голема разделба. И не можат тие што сакаат да поминат од тука до кај вас, ниту некој да премине од таму до кај нас. Ова е непромослива разделба. Конечна, финална, страшна, језива разделба, која никогаш нема да се спои, ниту да се премине. И до сега видовме две вистини. Првата вистина што ја видовме е дека ангелите ќе направат упат во овој свет, ќе има језива интрузија, ќе ги шокираат многу луѓе и ќе ги соберат. И кога луѓето ќе бидат соберени од сите 4 страни на светот, ќе бидат одделени од сите благослови што сега ги имаат во овој живот. И конечно ќе се случи финална разделба на лоши и добри. Веќе лошите нема да им влијаат на добрите
и да ги прогонуваат. Ке има одделба на верните и на неверните, на побожните и непобожните. И што ќе се случи следно? Во 50 стих ни кажува што ќе се случи следно. И грешните ќе се фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање на заби. Исус ќе им рече на ангелите: овие што сте ги собрале, овие злобни, овие грешни, овие што ги имаат злоупотребено моите благослови, земете ги и фрлете ги. Нека овие заминат од мене, нека си одат од мене, не кем да ги видам. Зашто се што направија и го злоупотребиат моите благослови и го хулија моето име. А јас се им дадов. А тие секојдневно правеа греф. Секојдневно го ожалостува моето име. Нека си одат од мене. Никогаш не ги познав. И овие луѓе нема да бидат милосрдно прегрнати и нежно однесени на рози во некој убав рај или во некој убаво место. Тие ќе бидат безмилосно фрлени. Ќе бидат фрлени како безвреден отпад. И нема да бидат фрлени во нешто прекрасно, во нешто убаво, ќе бидат фрлени во огнена печка. И оваа печка, знаеме од Новиот Завет, од учењата на Исус, ова езеро, ова море, овој гигантски океан, овој универзум, оваа огнена печка е полна со оган, полна со сулфур, полна со агонии, полна со маки. Ова е пеколот. Овој универзум е страшен. И кој влезе во овој свет, во ова езеро, во ова море, во овој океан, тешко нему. Кој ќе влезе, кој ќе биде фрлен во оваа печка, ќе нема одмор ниту еден ден. Ќе нема студена вода, ќе нема починка, ќе нема пауза, туку постојана болка, постојано мачење, постојано стенкање, постојана агонија, немир и ужас. Откровение 14 глава, од 9 до 11 стих, пеколот е опишан вака. И друг трет ангел дојде по него, велејќи со силен глас: ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, самиот тој ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со сулфур и оган пред светите ангели и пред јагнето. И димот на нивното мачење ќе се издига во вечни векови, и ќе немаат починка ни дење, ни ноќе, оние кои му се поклонуваат на зверот и на неговиот лик и кои примаат ознаката на неговото име. Страшни стихови. Овде е опишан пеколот како ужасно место. Место на неопислива мака, на вечна агонија. И доколку пеколот би бил конечен, доколку има ужасни страдања, но еден ден ќе заврши, би било па некое олеснување. Но пеколот нема никогаш да заврши. Пеколот е вечно место, вечна мака. Семюел Дейвис за вечноста на пеколот пишал вака. Отворен цитат. Во овој страшен збор за секогаш лежи олицетворението на мачење. Ова е пеколот на пеколот. Кога би можеле да бидат грешните ослободени од страдањето, или иако би било со уништување, откако тие ќе заплакаат 10.000 милиони векови во крајна болка, тоа би било некакво ублажување,
некакво охрабрување. Но за жал, кога ќе поминат милиони векови, како звездите на небото, или песокот на морскиот брег, или атомската прашина во оваа огромна земна топка, нивната казна ќе биде далеко од крај. Ќе биде како прв пат да им беше изречена казната. Затворен цитат. Пеколот е страшен универзум, страшно место и по пеколот Бог покажува дека нема играчка со него. Пеколот е демонстрација и манифестација на битие кое ни кажува и им кажува на грешните: со мене нема играчка, јас сум вечно и бесконечно и бескрајно битие и секој што ќе се дрзне да ме навреди мене, ќе заврши во оваа огнена печка. Секој кој ќе се дрзне да го навреди овој бесконечен Бог, кој држи се во своите раце, ќе биде вечно измачуван. Казната е толку голема, што не може вечност да биде задоволена. Затоа Господ Исус во Матеј 10 глава 28 стих ни вика: не се плашете од тие што може да го убијат телото, туку плашете се од оние што може да убие и телото и душата во пеколот. Џон Бањан за пеколот има напишано следното: во пеколот секој член на душата и телото е постојано измачуван. Окото е измачувано од глетката на ѓаволи, кои се појавуваат во сите грозни и црни облици што може да им го даде гревот. Увото е измачувано од гласните извикувања и непрекинатите извици на проклетите. Ноздрите се задушени со сулфурен пламен. Јазикот е покриен со запалени плюскавици. Целото тело е завалено во пламен од течен оган. Имагинацијата е измачувана од мислите за каков рај е изгубен. Сеќавањето е измачувано со размислување за оние можности кои ги имале да бидат спасени. Умот е измачуван со размислување колку залудно било потрошено драгоцено време на земјата. Разбирањето е измачувано со мислите за сегашните болки и идните таги, кои никогаш нема да престанат и ќе траат вечно. Совеста е мачена со непрекинато глодачки црв. Затворен цитат. Оваа огнена печка, ова море, овој океан, овој универзум е страотно страшен. Неописливо колку е страшен. Има само мака, само талга, само болка, само беда. И исто така е опишан, Исус вика, како плачење и крцкање на заби. Ова крцкање на заби, фраза ги опишуваат маките на грешните и се опишува товар, маки, агонија, кои се толку големи, што се неподносливи. И од оваа неподнослива мака се генерира крцкање на заби. Томас Ватсон за оваа крцкање на заби пишува: ова крцкање на заби произлегува од крајноста на маките што ги трпат злите. Не можат да поднесат и не знаат како ќе избегнат. Исто така, злите во пеколот ги крцкаат своите заби на побожните, кога ги гледаат во рајот. Оние што ги прогонуваа, на оние кои се исмеваа, оние кои ги повредуваа, сега тие се во пеколот за секогаш. Томас Брукс, исто така во Златниот клjuč, што отвара скриени богатство за пеколот, пишува вака. Отворен цитат. Погледнете, како што нема радости што може да се споделат со радостите на рајот, така нема болки што може да се споредат со болките во пеколот. Сите суровости во светот никако не може да направат ужас
што може да се спореди со ужасите на пеколот. Египските печки од Тули, огнената печка од Вавилон, се како милнива искра во споредба со овој измачувачки Тофет, кој одамна бил подготвен да ги казни душата и телата на грешниците. Кога сите болки, таги и неволи и несреки што им биле нанесени на сите луѓе, откако Адам паднал во грев, би биле собрани заедно и би биле центрирани во еден човек, тие не би биле толку како една од најмалите болки во пеколот. Затворен цитат. Како заклучок од овој текст, од оваа парабола, наречена параболата на мрежата, можеме да кажеме дека Царството Божјо ќе дојде и тоа ќе дојде во сила. Нема веќе светот да продолжи како што е вак, во хаос, во грев, во неморал. Ќе дојде Царството Божјо и ќе дојде во сила и во моќ. И кога ќе дојде Царството Божјо, ќе се фрли една голема мрежа, ангелите сите ќе ги соберат, ќе има голема разделба меѓу лошите и добрите, и лошите ќе бидат фрлени во огнената печка. Ќе бидат фрлени во ужасно неискажлива казна. Ќе бидат фрлени во пеколот за секогаш. И ние како верници, каква задача имаме? Да ги предупредуваме луѓето да не одат во ова место. Каква задача, каква мисија, каква обрска имаме ние тука на земјата, да им кажеме на луѓето што ги чека. Дека ќе бидат фатени еден ден, ќе не можат да избегаат со своите гревови, ќе не можат да се скријат во темнина. Сите гревови ќе бидат откриени. И кога ќе бидат фатени, ќе бидат фрлени во пеколот. Каква задача ние имаме да им кажеме на луѓето за пеколот? Да ги предупредиме дека ова место е ужасно и страотно и дека таму одат, дека моментот кој ќе починат, моментот кој ќе умрат, ќе пропаднат во пеколот за секогаш. Драги, мора сериозно да си ја сватиме оваа задача. Ова не е играчка, ова не е фантазија, ова е реалност. Сите мора да се соочат со овој Бог кој ги создал. Се работи за вечни маки, се работи за неопислива страотна реалност. Ниту едно богатство, ниту едни пари, ниту една кола, ниту еден имот, ниту една популарност или религиозност ќе може да го спаси грешникот од судот што доаѓа. И браќа, ако ние не им кажеме, кој ќе им каже? Кој очекуваме да им каже за пеколот? Кој очекуваме да им каже за овој суд кој ги чека? И ние ако не сега, браќа, кога? Што чекаме? Времето поминува. Секој ден умираат илјадници и илјадници луѓе. Секој ден пропаѓаат во пеколот. Секој ден тие викаат: оди и кажи на моите и тие да не завршат во ова место. И ако не тука, во овој град, во оваа земја, каде? Кој очекуваме тоа да го направи? Некој мисионер? Наша е задачата, мораме нашите по крв и месо да ги спасиме. Наша е задачата. И сега е прифатливото време. Не смееме да одложуваме. Сме поставени на оваа земја, сме оставени за тоа. Да сведочиме за Евангелието, да сведочиме за Исус и да предупредуваме луѓе дека има пекол и дека таму ќе одат. Може би не го знаеш Господ Исус. Може би не си сигурен дека ќе го избегнеш ова страшно место, наречен пекол.
Може би не си сигурен дека си верник. Начинот на кој можеш да се спасиш е само преку Господ Исус Христос. Господ Исус Христос дојде, живееше совршен живот, умре на крстот, ја пролеа својата крв. Тој ја плати казната за нашите гревови. Тој ја плати казната за твојот грев. И ако истрчаш кон Христос денес и сега, се покаеш од својот грев, паднеш на колена пред Него и побараш прошка, се покаеш, речеш, веќе нема да живеам како што сум живеал. Веќе нема да живеам грешно. Веќе нема да го жалостувам овој кој висеше на крстот. Ја пролеа својата крв. Тој што ми ги даде сите благослови, а јас му плюкнав во лице. Човеку не одолжувај, не знаеш уште колку имаш. Библијата вика денес е денот за спасение, денес е денот за спас, и ако не станеш и не се разбудиш, ќе умреш во пеколот. Стани, разбуди се и дојди до Него. Не спи. Оживи се. Што вика Ефесјаните? Стани од мртвите и Христос ќе ти даде светлина. Не чекај. И доколку го прифатиш Христос како твој спасител и Господар, се откажеш од своите дела, дека не можеш да го заработиш спасението, видиш дека тонеш во жив песок и нема каде да се фатиш, и извикаш кон овој Исус да те спаси. Исусе, спаси ме, зашто тонам. Тонам во овој муљ. Тонам во овој жив песок. И ако го прифатиш Христос како твој спасител и како твој Господар, Господар значи нема веќе да живееш како што ти сакаш, нема веќе да бидеш твој Господар, него ќе се починиш на Него и ќе живееш според Неговите заповеди. Ако Христос стане твој Господар и Спасител, можеш да бидеш сигурен дека Тој ќе те спаси на судниот ден. И кога ќе бидеш фатен во оваа мрежа, ќе бидеш спасен. Нема да бидеш фрлен во огнената печка, туку ќе бидеш со Исус во рајот. Ќе бидеш прегрнат, ќе Господ ќе ти каже, добро сторено, мој слуго, влези во моето царство. Исус нема да ти каже, бегај од мене, биди изфрлен, не ќем да те видам. Ќе ти каже, дојди во моето царство. Доби вечен живот. Јас умрев за тебе. Добро сторено. Така да, ако не го знаеш Христос, ако не си сигурен, не одолжувај. Дојди до Него и спаси се денес.